тензичен крај на судењето за пожарот во Кочанската дискотека. Роднините на починатите на излез од судницата во Идризово вербално ги нападнаа обвинетите и нивните адвокати. Шо бегате бе? Колку пари ви требате? Колку мито бе? Цел живот мито привате бе? Децата ни се у гробовите, децата ни гнијат, а вие берем откочени адвокатите, не требаше да ги браните ни еден од овие. Во судницата централна тема беше спојувањето на двете обвиненија со кое обвинителната клупа покрај 34-цата обвинети сега ја дели и сопственикот на фирмата за обезбедување. Одбраната смета дека се направени значајни измени. Биле повлечени огромен број на сведоци, променето било и времето на извршување на кривичните дела. Нивните клиенти не го добиле ниту изменетото обвинение, па за денешното судење не можеле да кажат дали се чувствуваат за виновни или не. Обвинението големо прашање дали изменето или не изменето, за тоа судот ќе се изјасни, и јако временската рамка која првичното обвинение ја содржеше, сега е многу повеќе проширена. Нас ни беше доставено тоа интегрирано така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она за што сите се залагаме, а тоа е одговорните лица да ја сносат одговорноста, невините лица што доста ги има во овој предмет со оглед на квалификацијата на делото, да бидат ослободени од вина. Обвинителството уверува дека обвинението нема измени, направените промени ги нарекоа технички исправки. Судот пак образложи дека обвинението ќе им го испрати на обвинетите, а за да имаат доволно време да се запознаат со него и да се изјаснат за вина, утрешното судење нема да се одржи. Постапувањето на судот и обвинителството, роднините на загинатите го сметаат за позитивно. Изненадени се од односот на адвокатите, особено што голем дел биле и нивни сограѓани. Дали немате малку ни совест и чувство на емпатија кога ќе не погледнете нас, семејствата на убиените деца, колку тегуваме по нив, или немате чувство на емпатија дека убија ваши млади сограѓани? До идниот вторник обвинетите добија рок да го прочитаат обвинението и на судењето закажано за 2 декември да кажат дали чувствуваат вина за пожарот во Пулс. Во случајот им се суди на 35 лица и 3 фирми за тешки дела против општата сигурност. Според обвинителството, секој имал свој придонес за трагедијата во дискотеката, која на почеток од судењето беше наречена буре барут.